Добар ден, драги ученици! Вие сте во Е-училница на онлайн час по предметот Природни науки за трето оделение. Да ви се представам, јас сум Маја Максимовска, оделенски наставник во Основно училиште 11. октомври од Куманово. Со оглед на моменталната состојба, сите овие информации и совети што ќе ги слушнете на овој час, ќе ви бидат од големо значење за вашето здравје, како и за одржување на вашето здравје. На овој час ќе научите дека здравјето е најголемо богатство и затоа е неопходно да го чувате и одржувате. Единствено здрави можете да го постигнете онаа што го сакате и да уживате во детството. Насекаде околу нас се бактериите. Вирусите и бактериите се ситни, невидливи за око телца, кои може да предизвикуваат болести, а и да се пренесат од болен на здрав човек. Возрастните и децата се разболуваат од разни болести. Болестите кои брзо се пренесуваат од еден на друг се нарекуваат заразни болести. Сигурна сум дека сте се запознале и сте научиле многу повеќе за заразни болести на часовите по општество, па според тоа да повториме и да се потсетиме кои беа заразни болести. Најчести заразни болести се ангина, воспаление на грло, жолтица, заушки, сипаници, грип. И покрај вашата лична грижа за здравјето, кој уште се грижи за вашето здравје? За вашето здравје се грижат и вашиот стоматолог, вашите родители и вашиот матичен лекар. Како се пренесуваат вирусите и бактериите? Еве неколку начини како се пренесуваат вирусите и бактериите. Преку вдишување честички во воздухот. Преку допир со заразен човек или животно. Преку валкани раце. Преку кивање и кашлање, ако се вдишат невидливите честици кои ги изфрла болниот човек при кашлање и кивање. Преку телесни течности, крв, плунка, мокраќа, пот. Преку нечиста вода и храна. Преку муви и комарци. Преку сите овие начини доаѓаме во допир со вирусите и бактериите. Одржување на личната хигиена го заштитува човекот од болести. Да се потсетиме, што е лична хигиена? Под поимот лична хигиена подразбираме хигиена или одржување на своето тело и на својата облека. За да бидеме здрави и чисти, треба секојдневно да ги обавуваме следниве хигиенски навики. Тоа се капење, миење на раце, чешлање на косата или средување на косата, средување на ноктите, миење на лице, миење заби. Сите овие хигиенски навики треба секојдневно да ги практикуваме. Кои средства и прибор ги користите за да ја одржите вашата лична хигиена? За да ја одржиме својата лична хигиена, потребни ни се средства и прибор. Тоа се четка за заби, паста за заби, крпа, чешел, сапун, шампон, баде мантил, четка за облека или четка за обувки, боја за обувки. Еве неколку совети за заштита од заразни болести. Слушнете ги. Мијте ги рацете со сапун и со вода кога се видливо нечисти.
Не одете во посета кај другаче кој боледува од заразна болест. Избегнувајте контакт со болни животни или расипана храна. Избегнувајте контакт со улични животни, отпад и истечени отпадни материи. Често проветрувајте ја просторијата во која поминувате подолго време од денот и во која спиете. Јадете умерена и разновидна храна. Пред да јадете овошје или зеленчук, добро измијте го. Јадете здрава храна, богата со витамини и минерали. Прифатете ги советите од возрастните за заштита од болести и заболувања, соодветна облека, чист воздух, земање витамини. Кога треба да ги миете раците? Пред секое јадење и после јадење. Пред и после одење во тоалет. После чистење и средување во домот. После допирање на животни, вклучувајќи ги домашните миленици. После посета во болница, здравствена установа или болен човек. После издувување на носот, кашлање или кивање. Веднаш штом влезете во домот после играње, шетање во градина, шетање во парк, шетање со куќе и слично. Чисти раце, здрави деца. Како правилно се мијат рацете? Прв чекор. Пуштете вода и намокрете ги рацете. Втор чекор. Ставете доволно сапун на рацете. Трет чекор. Трите ги рацете се додека не изброите до 15. Четврт чекор. Исплакнете ги убаво рацете од сапуницата. Пети чекор. Избришете ги рацете. Шести чекор. Затворете ја чешмата, затоа што водата е скапоцена. Еве неколку препораки за брзо излекување од болест, доколку сте болни. Ако ги имате овие манифестации, кашлање, покачена температура, пролив, повраќање, течење крв, отоци, веднаш одете кај вашиот матичен лекар за преглед. Навремено одете кај лекар кога сте болни. Прифатете ги советите од него. Земање лекови, пиење течности. Тоа значи брзо излекување од болеста. Неколку совети како да ги заштитите останатите кои се покрај вас, да не ги заразите ако сте болни. При кашлање или кивање, покрите го носот и устата со марамче или со свиткан лакт. По употреба искористените марамчиња фрлете ги во затворена канта. Ако сте настинати или болни, не одете нагости кај вашето другарче. Одмарајте дома и пиете што повеќе течности, напитоци од свежо цедено овошје, чаеви, јадете супа од зеленчук. Во здраво тело, здрав дух. Сигурна сум дека сте ја слушнале оваа мудра изрека. Оваа мудра изрека сака да ни каже дека ако имаме здраво тело, ќе имаме и здрав дух. И обратно, ако имаме здрав дух, ќе имаме и здраво тело. Единствено, кога сме здрави, можеме да ги обавуваме работите кои што ги сакаме и кога сме здрави, имаме позитивни мисли и правиме добри дела. Здравието духот го чува. Со дружење, со игра, со спорт, со читање, со учење, со музика, со сликање. Здравието телото го чува, преку хигиена, преку правилна исхрана, преку физички вежби, преку спорт, преку квалитетен сон, преку движење, прошетки. И на крајот на часот ќе ви прочитам
уште неколку мудри изреки кои што имаат силна порака. Овие мудри изреки ни препорачуваат и ни кажуваат дека навистина едно од најголемите богатства на човекот е здравието, затоа треба да го чуваме и да го одржуваме своето здравје. Слушнете ги. Мудри изреки поврзани со здравието. Должност ни е да го чуваме нашето здравје, инаку нема да имаме здрав и чист ум. Буда. Здрав човек има 1000 желби, а болниот само една – да оздрави. Иво Андрич. Двете вистински најголеми човечки несреќи се да немаш здравје и да немаш пријатели. Хелен Келер. Здравието е најголемо богатство. Вергили. Ви благодарам на вниманието, ви посакувам да имате убав ден и чувајте го вашето здравје.